Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева си поднесе оставка, ама ќе ја активира кога партиите ќе се договорат околу законот за јавно обвинителство и кога ќе биде избран нов специјален обвинител. Ја депонира мојата оставка која ќе стане активна тогаш кога политичките партии ќе се усогласат за новото законско решение и ќе го изберат мојот наследник. Дозволете јавно да се заблагодарам на целиот тим на специјалното јавно обвинителство со кој испишавме историја. Треба да бидеме горди затоа што представуваме символ за бескомпромисна борба против највисоките облици на организиран криминал и корупција. Оставката на специјалниот јавен обвинител ја регулира членот 17 од законот за СЈО, односно за Јанева да и престане функцијата, не само што треба согласност од СДСМ, ВМРО, ДУИ и Алијанса за албанците, туку истата оставка треба да се изгласа во собранието и со Бадинтер и со двотретинско мнозинство. Престанокот на функцијата јавен обвинител кој раководи со јавното обвинителство ја утврдува Советот на јавни обвинители на предлог на собранието. Собранието предлогот го утврдува по претходна согласност на 4 политички партии со најголем број пратеници, со двотретинско мнозинство, вклучувајќи и мнозинство на пратениците кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство. Оставката на Јанева беше во исто време со пресод на премиерот Зоран Заев, кој закажа лидерска средба за впеток со 3 точки на дневен ред, а една од нив и судбината на СЈО.